Потами е опозицијска партија и за разлика од останатите политички партии, Потами го поддржува договорот од Преспа. Зошто мислите дека ова е добар договор? Сметаме дека проблемот со Северна Македонија треба да се реши сега. Крајно време требаше да го решиме уште пред многу години, но на власт во двете земји имавме многу екстремни луѓе. Груевски беше многу екстремен, а во еден период и ние го имавме Самарас, кој исто така беше многу екстремен по ова прашање, па не можевме да го решиме. Веруваме дека цел Западен Балкан треба да стане дел од Европската Унија и НАТО, затоа што тоа е добро и за Грција и за целиот регион. Веруваме дека треба да се обединиме, дека треба да соработуваме, а тоа ќе биде добро за нашите економии, надворешната политика и за нашите два народа. Потами верува во истото и за Кипар, дека дојде време Анастасијадес и Акинџи, лидерите на грчките и турските кипарци, да го решат и долгогодишниот спор на Кипар. Кога ќе го решат прашањето, народот само ќе добие од тоа. Потами го поддржа договорот од Преспа, но не и гласањето на доверба на владата на Ципрас. Тој сепак ја доби довербата благодарение на само еден глас од еден член на Потами. Спирос Данелис беше избркан од партијата. Како мислите дека ќе се одрази тоа внатре во партијата? Спирос Данелис веќе не е член на партијата, ниту пратеник на Потами. Ние не ја поддржуваме оваа влада, затоа што не ги поддржуваме работите што ги прави Грција во однос на образованието, универзитетите, како се справува со насилството, со тероризмот. Не се согласуваме со начинот на кој што владата се справува со повеќето проблеми, но се согласуваме со договорот од Преспа. Велиме дека можеби не е најдобар договор, можеби Потами ќе можеше да постигне подобар договор, но е договор што можевме да го прифатиме и проблемот мора да биде решен. Спирос Данелис постапи спротивно од партијата, а кога сте во опозиција, можете да гласате за некои работи што владата ги прави и се добри, а Потами го направи тоа. Например, бракот на геј двојки. Гласавме за тоа откако го покрена Сириза. Веруваме дека опозицијата треба да го признае доброто и да се спротистави кога владата постапува лошо. Тоа е нашиот став. Гласањето на доверба значи дека ја поддржувате целата работа на владата. И според нас Спирос Данелис греши. Иако рече дека ќе го направил тоа, бидејќи ако владата не го преживее гласањето, тогаш и договорот од Преспа нема да помине во грчкиот парламент. Очекуваме дека партијата ќе остане обединета во иднина, дека нема да ја напуштат други пратеници и дека ќе се согласиме за договорот од Преспа и потоа да се фокусираме на поважните прашања, како економијата и како Грција да биде понапредна. За економските придобивки, колку долго по ратификацијата мислите дека луѓето ќе ги почувствуваат промените? Како што велат нашите експерти, ако не веднаш за година-две ќе ги видиме резултатите. Дури и сега многу грчки бизниси работат во ПЈРМ, а луѓе од ПЈРМ, од Северна Македонија, доаѓаат како туристи. Дури и сега 2 милиарди евра влегуваат во Грција од оваа земја. Ако работите се нормализираат, ако станете членка на НАТО и ако ги почнете преговорите со Европската Унија, веруваме дека придобивките за грчкиот народ ќе дојдат за неколку години. Веруваме и дека многу е важно која и да биде владата во Грција и во Северна Македонија, да продолжат да ги поддржуваат добрите односи меѓу двата народа, затоа што е важно и луѓето во нашите земји да ги разбираат придобивките. Овде во Грција луѓето не го разбираат тоа, а и во Северна Македонија луѓето не се многу среќни со договорот. Мораме да најдеме начин да им објасниме, политичарите да им ги покажат придобивките, за да разберат дека ова е добро. Што ако политичките партии не покажат волја за тоа, како например Нова демократија или ВМРО-ДПМН? Ќе бидат обврзани со договорот, нема да можат да се повлечат од него. Тоа ќе биде првиот чекор. Наредниот ќе биде приватните сектори од Северна Македонија и од Грција да почнат да инвестираат во двете земји. Ако Европската Унија го отвори диалогот за подглавијата, тогаш тие први ќе им објаснат на луѓето, инаку ќе имаме проблеми. Ако 70% од грците речат не за односите со Македонија, а истото се случи кај вас, пак ќе имаме проблеми за 10 години. Како централно ориентирана партија, вие ги критикувате и власта и опозицијата. Какви се вашите цели за предстојните избори? Има ли некаква коалиција на повидок? Не, Потами ќе настапи самостојно на предстојните избори. Ние се обидовме да влеземе во коалиција со друга социјалистичка партија ПАСОК, но тоа не успеа. После се ние го напуштивме обидот за коалиција поради договорот од Преспа. Тие рекоа дека нема да го гласаат и сака да не натераат и нас да не гласаме. Тоа за нас беше црвено знаме. Ние тоа не го прифативме и заминавме. Затоа Потами ќе настапи самостојно на изборите. Се надеваме дека бидејќи сме проевропска централна либерална партија, мислам дека на луѓето ќе им се допадне нашиот европски идентитет и дека ќе поминеме многу добро на европските избори во мај.
и се надеваме дека повторно ќе имаме представници во националниот парламент. Кога очекувате да почне дебатата за ратификацијата на договорот? Веруваме дека на пленарна седница ќе биде ставен на дневен ред следната недела. Не знаеме точно кога, зошто прво треба да помине низ собраниските комисии, но веруваме дека до крајот на следната недела ќе биде ставен на пленарна седница на расправа и гласање. Дали очекувате ратификацијата да помине со повеќе од 151 глас? Па најверојатно да, бидејќи и сега владата има 151 глас за доверба. Треба да видиме. Нема да можеме да кажеме почна гласањето, ајде да одиме на спиење. Туку ќе мора да се брои секој глас. Дали очекувате протести за време на ратификацијата на договорот? Очекуваме многу големи демонстрации. Се обидуваат да ги направат големи оваа недела во Атина. Јас очекувам дека кога ќе биде познат точниот датум ќе има демонстрации. Ќе биде тежок ден кога договорот ќе стигне во парламентот, бидејќи знаеме и дека во северниот дел на Грција се лепат плакати со заканувачка содржина за пратениците кои се изјаснија дека ќе го поддржат договорот. Во постерите пишува предавници: "Вие ли ја предавате нашата Македонија?" Очекувам дека кога ќе го знаеме датумот ќе има демонстрации надвор. Дали пратениците на Потами се исплашени од овие закани? Не сме исплашени, само многу повнимателни. И му кажуваме на лидерот да биде повнимателен, бидејќи тој често шета сам без придружба. Сите треба да бидеме повнимателни, бидејќи има многу фанатици. Дали верувате на полицијата и дали верувате дека системот може да ве заштити од вакви закани? Да, верувам дека овие закани имаат цел само да не исплашат и да направат проблем со ратификацијата. Не верувам дека ќе направат нешто повеќе. Иако видовме во претходните месеци како се однесуваа со градоначалникот на Солун кој го поддржува договорот. Тој беше задеван и имаше обид за претепување. Беше шокантно да се види тоа. Мислам дека стравот не е правилна работа. Грците знаат дека кога би биле против реформите кои треба да бидат направени, економијата станува се полоша. Иако луѓето мислат дека знаат најдобро, сепак не знаеме најдобро. Понекогаш експертите знаат подобро. Мора да направиме компромиси. Сите мора да ги правиме. Компромисот не е лоша работа, тоа е добро за сите.